Од денеска започна летниот распуст за учениците. По 9 месеци училишни обврски, ранецот се заменува со игра, а тетратките со слободно време и забава. Некои деца веќе ги испакуваа куферите за мина на летен одмор со семејството, други ќе ги посетат роднините низ земјави или во странство, а има и такви кои ќе уживаат во домашниот двор со пријателите. Но една традиција се уште не исчезнува. Бабите и дедовците остануваат најсигурна летна дестинација. Со насмевка и раширени раце, велат дека ќе ги очекуваат со нетрпение и дека нивниот двор повторно ќе оживее со джагор, трчање и многу љубов. Убаво ли еве да поминат време со баба и со дедо? Како не? Убаво е, ама ако да сакат да дојдат. Како поминувате времето со внуците? Супер. Убаво. Ако ги пуштат ќе дојдат. Се зависи дека ќе одат на одмор. Доваѓат, како не доваѓат. Убаво ли е времето да се помине со внучињето? Убаво е. Сега ќе ги распуштат и ќе дојдат, ќе седат цел месец на гости. Колку се скапоцени внуците за бабите и дедо? Многу. Повише и од децата што сме ги родиле. Што правите заедно? Па шетаме се, водиме ги у парк. Многу работи. Подготвувате ли храна? Обавезно како. И храна, и благо и направиме. Се што сакат децата. На базени? Секаде. Се. Што викам, сега ќе ги распуштат и ќе дојдат. Но она што од друга страна представува проблем, повозрастните велат дека се финансиите. Не секогаш може да се отиде на базен или пак на подолг одмор. Зависи кој дете ќе биде. Ако има баба, да ќе иде, ако нешто ќе прави. Зависи до ситуацијата, до финансиската ситуација. Ако има пари, добро и забавно ќе оде. Ако нема, дома ќе си седе. Одат ли на базени и на... Секој дете не може да оде таму. Некој ќе оде, друго не. И додека од денес училниците се празнат, сепак дворовите, плажите и бабините кујни се полнат со детска смеа. Летото е нивно, па останува да го живеат со полно срце.